FM Врева. Така и Врева на Слободна Македонија, 9 минути по 15 часот. Денеска е 2 ноември, денот кога стартуваат 17-тите есенски музички свечености со гала-оперски концерт во Македонската опера и балет вечерва во 20 часот. Гала-оперскиот концерт е посветен на јубилејните 50 години уметничка дејност на диригентот Томислав Шопов, организатор на 17-тите, како впрочем и на изминатите 16 есенски музички свечености, е дирекцијата за култура и уметност на град Скопје. Имаме представник од оваа дирекција, се разбира, Никола Глигоров од дирекцијата за култура и уметност на град Скопје. Денеска во FM Врева говориме на тема 17 есенски музички свечености. За прв пат господинот Глигоров е во Врева на радио. Добар ден, добре дојдовте. Ајде да ја представиме програмата во Врева. Пред се добар ден, благодарам за поканата, за гостопримството и секако поздрав до вашите слушатели. Како што самите веќе најавивте, имаме задоволство отварањето на 17-тото издание на есенските свечености да го посветиме на гала концертот на Македонската опера и балет, национална институција со која што соработуваме уште самите почетоци на овој фестивал. И уште повеќе концерт посветен на маестро Томислав Шопов, диригент, човек, музичар, кој што убеден суме длабоко познат и широко познат кај македонската публика, не само како диригент на Македонската опера и балет, диригент кој што работел со Македонската филхармонија и со голем број хорови. Дел од тие ќе бидат вечерва учесници во програмата покрај солистите, хорот и оркестрат на Македонската опера и балет, а тоа се хорот, академскиот хор Мирче Ацев, камерниот хор Франце Прашени, камерниот хор Моис Хасан. Така. Отварајќи го годинашно издание на есенските свечености, токму со овој концерт и на овој начин сакаме да потврдиме и пред себе, и пред публиката, пред музичарите, уметниците и јавноста, би рекол воопшто, дека остануваме на онаа наша првична определба кога пред 17 години го иницииравме овој проект. Тој созреваше во рамките на дирекцијата за култура можеби повеќе години наназад, но тога се случи онаа наше задоволство да Министерството за култура ја прифати нашата иницијатива, дека е добро или да речам потребно во месец ноември покрај оној редовен музички репертоар кој што се случува во националните институции, во Македонската опера и балет, во Македонската филхармонија, во културно-информативниот центар и другите концерти, особено од областа на класична музика, да се направи една ваква манифестација, ваков фестивал со кој што ние сакавме да го потенцираме овој месец како месец на музиката. Така, меѓутоа нема само класична музика, имате и џез концерти, имате концерти кои што ќе изобилуваат со фолклорни звуци и така натаму. И само да потенцираме, значи дека есенските музички свечености кои што ќе траат до 30 ноември ќе бидат лоцирани во Македонската опера и балет, меѓутоа и во Домот на армијата, Музеот на град Скопје и во Факултетот за музичка уметност. И Македонскиот народен театар. Така и маната. Господине Глигоров, ајде малку да прочепкаме, да прошетаме низ програмата на 17-тите есенски музички свечености. Значи се обидуваме, како што кажав во самата како и во самата наша иницијатива, пред се да дадеме предност, можност повеќе за представување на нашето домашно творештво. Она што вие го споменавте, и џез концертите и фолклорот, сепак е некаква класика. Ако веќе џезот со години назад на запад во Америка, од каде што бил иницииран и започнал, представува некаков своја класика во доменот на музиката. Нашиот фолклор, нашата музика исто така е класика. И затоа ние секогаш, јас некогаш сакаме ви да кажам дека како нумера плюс на нашето седе, на нашата програма, ги вклучуваме овие концерти, но пред се и најмногу обрнувам внимание на класичната музика. Затоа годинава
ја продолжуваме соработката со Македонската опера и балет, со овој концерт кој што го споменав, но и со балетската представа Клеопатра. Продолжуваме соработката со Националната установа Ансамбл за народни игри песни на Македонија Танец, кој што веќе неколку години е редовен учесник не само на есенските свечености, туку и на Скопско лето и другите активности што дирекцијата ги реализира. Овој пат со еден специјален, би рекол ексклузивен концерт посветен на легендите на македонската народна музика. Тоа се Александар Сариевски, Васка Илиева, Кочо Петровски и Никола Бадев. Своевидна македонска класика. Тоа ќе се случува, значи, во Македонскиот народен театар, само да споменеме, 11 ноември, 20 часот е концертот за кој сега говорите. Да, и не само тоа, значи, вокалните исполнители, музичките и пејачки групи на Танец со оркестарот ќе пренесат дел од тоа богато творештво на овие наши македонски легенди, а таа можност ќе биде искористена и за промоција на најновата книга на Роска Бадева, насловена Македонската песна на далечните меридијани со легендите Васка Илиева, Никола Бадев, Александар Сириевски и Кочо Петровски. Книга во која што веќе публиката која што го следи овој дел од музиката знае дека се издадени слични книги, монографии и така натаму за сите овие наши музичари. На еден специфичен начин обработува нивното присуство на овие легенди преку океанот во Канада во текот на нивните многубројни турнеи, како тие го ја пренесувале ова наше творештво, ова наша традиција. Но тоа е едниот дел од оваа вкупна програма. Јас повторно сакам да се навратам на класичниот дел од програмата, затоа што се обидуваме покрај давањето можност на наши домашни, познати, веќе признати и афирмирани уметници, како што се Славица Петровска Галич, Наде Талеска и Андреј Наумов, кои што имаат свој концерт на 9 ноември, како што е концертот посветен на 30 годишнината од уметничката дејност на магистар Страшо Темков, да го потенцираме домашното творештво. Во таа смисла има специјален концерт во рамките на нашата традиционална соработка со Факултетот за музички уметности од Скопје, посветен на творештвото на Стојан Стојков кон одбележувањето на 75 годишнината од неговото раѓање. Кога сме веќе кај јубилеите, дозволете да кажам, во соработка со амбасадата на Унгарија во Република Македонија организираме еден концерт посветен на 135 годишнината од раѓањето на Бела Барток, каде што наши домашни уметници ќе представат дел од неговото богато творештво. На тој начин и Република Македонија, особено Скопје, ќе се најдат на таа светска мапа која што го одбележува творештвото на овој навистина светски познат автор. А еден од најголемите во 20-тиот век во класиката, значи говориме за еден музички реформатор, говориме за огромниот Бела Барток. Ова е име кое што со брилијантни букви е запишано во историјата на класичната музика. Оние кои што се поклонуваат на музиката на 20-тиот век добро знаат за што јас говорам. Особено за концертот за пијано на Бела Барток. Повеќе значи имаме уште некои интересни работи, како што она што ќе се случува на 25 ноември. Значи балетската представа Клеопатра со светска премиера во рамките на есенските музички свечености во Македонската опера и балет. Толку така ја споменав, нели, таа наша соработка со Македонската опера балето, односно ансамблот на балетот. Овој пат имаме задоволство една од уметничките прима балерините со кои што сме имале може да заработуваме во годините наназад. Тоа е Александра Мијалкова, одбележува 25 години своја уметничка дејност и со оваа представа се вклучува во рамките на есенските свечености, поддржувајќи го и оној меѓународен дел на есенските свечености, кој што треба да биде само една, би рекол, додавка, не поценувајќи го, збогатувајќи ја програмата, затоа што екипата, креативната екипа од режија, сценографија, костимографија и така натаму, кореографија секако, се меѓународни автори, гости,
кој што се имиња со голем респект не само во Европа, станува збор за европски уметници, но така, и специјално широм музиката светот. пишувана за македонската опера и балет, гостувајќи во ифамвривана Слободна Македонија, директорот на македонската опера и балет говореше на широко и на долго токму за ова представа, за ова балетска представа Клеопатра, со која прима балерината Александра Мијалкова ќе прослави 25 години уметничка дејност. Значи ова е во соработка со естинските музички свечености македонската опера и балет. Господине Глигоров, со што ќе финишира 17-тото издание на естинските музички свечености? Она што претходно веќе го споменав, тоа е одбележувањето на 30 години уметничка дејност на Страншо Темков, нашиот флетист, професор на факултетот за музичка уметност, човекот кој што во изминатите децении не само што се наметна и можеби еден од водечките уметници во оваа област во својот дел од музиката во нашава земја, еден од ретките кој што многу често настапува надвор од нашава земја, човек кој што имал можност да настапи во престижната Карнеги хол, кој што пред неколку месеци се врати од една успешна турнеја во Виетнам, далечниот Виетнам. Значи, тоа треба да биде заокружување на сето она што есенските свечености ќе го понудат, а во тие рамки дозволете ми да не заборавам да го спомнам и одбележувањето и промоцијата на книгата посветена на еден од бардовите на македонската класична музика. Тоа е нашиот познат бас Ѓорги Божиков, кој што исто така во соработка со македонската опера и балет ќе го реализираме еден да речам концерт, при што исто така ќе биде промовирана книга од монографски карактер посветена на неговиот живот и дело. Така, концертот ќе биде на 22 ноември, вторник, 20 часот во фоајето на македонската опера и балет. Господине Глигоров, значи, како да дојдат слушателите кои сега не следат до билетите за она што ќе се случува од денеска, 2 ноември до 30 ноември во рамките на 17-тите истински музички свечености? Ајде уште еднаш да повториме дека случувањата ќе бидат во салонот на македонската опера и балет, во домот на армијата, во Македонскиот народен театар и во музеот на град Скопје. Значи, колку се заинтересирани луѓево и на кои тоа телефонски броји треба да се обратат за да можат се разбират да пристапат до влезниците? Знаеме дека за повеќето од оние настани кои што сега ги споменуваме, билетите се бесплатни, меѓутоа сепак треба да се резервираат. Значи, во изминативе години есенските музички свечености успеа да декреираат своја публика и која што постојано ревносно не следи, но и ние се обидувавме баш со она, токму со таа идеја да бидеме што поблиску до публиката, што поблиску да донесеме уметноста, музиката до публиката, да најголемиот дел од настаните бидат со слободен влез, но сепак треба да разбереме дека некои настани мора да бидат на некој начин условно да речем контролирани заради капацитетот на гледалиштето, начинот и условно протоколот на спестување на самата публика, да таа го доживее сите тие настани онака како што треба и заслужува. Значи, влезници и билети треба да се набават и ќе има за вечерашното отворање во македонската опера и балет, за концертот на 4 ноември, тоа е значи во петок, кога ни доаѓа една навистинска дива на џез музиката, Карсу Донмес од Холандија со турско потекло, концерт кој што го работиме во соработка со Турскиот културен центар Юнус Емре, кој што треба да биде навистина настан, еден од настаните во рамките на есенските музички свечености. Понатаму еве уште еден џез концерт кој што ќе биде за кој што треба да се обезбедат влезници, да се набават влезници. Тоа е на 12 ноември, гостувањето на Артур Дуркиевич триото, гости кои што ни доаѓаат од Полска, овој пат во соработка со Полската амбасада, но и со поддршка и иницијатива на градот Скопје, градоначалникот на град Скопје господинот Косе Трајански, кој што во рамките на своите комуникации со неговите колегата од Варшава иницираше една поширока соработка на културно поле и на овој начин ние имаме можност уште во текот на оваа година да го реализираме овој проект, а се надеваме дека тој само ќе биде
најава за она што во наредниот период ќе следува во нашата културна комуникација со Полска и Варшава, и влезници ќе бидат потребни за концертот на ансамблот Танец, за оној концерт кој што веќе го спомнав за легендите на македонската народна музика, на македонскиот фолклор. Останатите настани, како меѓу кои што е и гостувањето на сопраното од Соединетите американски држави Тери Елен Роудс, кој што ќе настапи заедно со нашата пианистка Елена Танасовска Ивановска во музеот на град Скопје на 15 ноември, и рециталите, односно концертите на Славица Петровска Галич, Надја Талевска, Андреј Наунов, на младиот Бобан Мирковски, значи она што на почетокот го споменав, не само што даваме можност за националните ансамбли, за веќе докажаните уметници, секој пат оставаме еден мал простор за презентација на млади уметници. Овој пат тој е младиот пианист Бобан Мирковски. Сите тие концерти ќе бидат со слободен влез, и конечно публиката не контактира оние кои што можеби немале можност тоа да ја добијат таа информација, може да не контактираат на телефоните на Дирекцијата за култура и уметност 3 165 064, 3 222 341, односно многу полесно да не контактираат и да бидат наши пријатели на Facebook страницата на Скопското лето и на веб страницата на Дирекцијата за култура DKU.org.mk. И најубаво и најдобро секогаш ние комуницираме, тоа е веќе восстановена наша традиција, секојдневно како ќе започнат концертите на есенските свечености, ние секој вечер сме заедно со публиката и од ден на ден, од вечер во вечер сме заедно и се следиме. Благодарам многу за учеството во ефем Врива на Слободна Македонија. Никола Глигоров од Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје денеска во Врива на радио за 17-тите есенски музички свечености кои што ги организира Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје. Инаку програмата на 17-тите есенски музички свечености е поддржана од град Скопје и Министерство за култура при влада на Република Македонија. Повелете, господине Глигоров, сакате што нешто да додадете? Сакам да замалам, ми дозволите само на крајот да ви се заблагодарам уште за гостопринството. И не е нескромно, не е затоа што сум тука, сакам да се заблагодарам и на Радио Слободна Македонија, затоа што не само оваа година, не само за оваа манифестација, веќе неколку години наназад ја следи и ја поддржува програмата на Дирекцијата за култура и уметност, дали тоа станува збор за Скопското лето, дали за Блуз и Сол фестивалот или есенските музички свечености, затоа што убеден сум дека и вие, како и ние, работиме на една заедничка цел, а тоа е за збогатување на културниот живот на главниот град на државата, со тоа и на Република Македонија. Ги поканувам скопјани, публиката да бидат дел и од годинашново издание на есенските музички свечености. Така, кои започнуваат денеска и траат до 30 ноември. ефем Врева.